Во салата на општина Тетово вчера беше организиран прием на представници на институциите кои помагале за време на пожарот кој се случи во модуларната болница во Тетово. Медицински лица, пожарникари, полициски службеници и војници, заедно со представниците на локалната самоуправа, со едноминутно молчење им одадоа почит на починатите. За да ја искажеме нашата благодарност до сите институции и личности кои вечерта на 8 септември, која беше една од најтешките ноќи за градот Тетово, беа тука за да помагаат ова трагедија да не добие поголеми размери, како е противпожарната бригада, институциите на безбедноста и исто така целиот тим кој таа вечер бил на служба во болницата, исто така граѓани кои ги идентификувавме преку вашите известувања во однос на активноста што ја имаат вршено. Во сите тешки трагедии, секоја трагедија ги има, освен своите жртви, освен тешкотијата што ја дава, ги има и своите херои. И тие нормално дека мора да бидат не само испочитувани, туку исто така да служат како пример дека сепак животот може да надвладее над смртта, нормално со соработка, со заедничко ангажирање. Од клиничката болница велат дека ова се тешки денови за целиот медицински персонал, затоа што се изгубени животи, но мора да смогнат сили за да продолжат понатаму. Во овие тешки моменти за нас, за целиот медицински став од болницата, сочувство до сите граѓани на Тетово, особено на семејствата на починатите. За нас во овие денови е многу тешко, нема простор за зборови, меѓутоа наоѓаме сила, како што сме наоѓале досега, така да во овие моменти не можам и зборови да наоѓам, ќе бидеме и понатака, значи покрај нашите пациенти, до кога и да има потреба. Јас бив на смената на цел ден, не бевме на тоа што се случува трагедијата и не знаем како се дојде. За нас ни е многу страшно, како колективни што бевме таму. Трагедијата што се случува не знам. Во пожарот во модуларната болница во Тетово на 8 септември починаа 14 лица, од кои 12 пациенти со COVID-19 кои биле тука на лекување и 2 лица придружба, додека 12 пациенти биле спасени, а еден заминал дома, но потоа се вратил и сега сите се сместени на оделенијата во интернистичкиот блок.